Време е да ги проследиме најновите информации од Велес регионот, Македонија и светот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас. Се зголемуваат средствата за социјални трансфери кои ги исплаќа општина Велес. Се подготвува нов закон за заштита на личните податоци. Жителите на Тиквешијата редовно се снабдуваат со хигиенски исправна вода за пиење. Една од главните ставки во програмата за работа на Советот на општина Велес е финансиската помош на членови од социјално загрозени семејства. Во 2016 година позитивно одговоривме на 96 барања од граѓани на кои им била потребна помош. Ова го истакна градоначалникот Славчо Чадиев на денешната пресконференција. Приоритет на локалната самоуправа и понатаму остануваат лицата од социјален ризик. За 40% е зголемена еднократната финансиска помош што ја добиваат социјално загрозените семејства. Во изминатата година, општина Велес позитивно одговорила на 96 барања од граѓани на кои им била потребна помош. Помошта се движи помеѓу 3000 и помеѓу 65.000 dinara, зависа нели од проценката на комисијата. Ако на ова бројка ги додадеме и 40 на хуманитарни пакети и ваучери што ги дадовме за време на новогодишните празници, тогаш бројката на граѓани кои што ја користеле оваа ставка на Советот на општина Велес е токму 136. Чадиев напомена дека подобрувањето на квалитетот на живот на оваа категорија лица ќе продолжи оваа година. Токму затоа во програмата за работа на општина Велес ставката за финансиска помош на членови од загрозени семејства од 600.000 е зголемена на 1 милион денари. Реализираните инфраструктурни проекти во текот на 2016 година во општина Чашка овозможија подобрување на квалитетот и стандардот на жителите во општината. На денешната пресконференција Пановски нагласува дека во изминатите 12 месеци се работело во сите сфери на општественото живење. Реализираните проекти во 2016 година на територијата на општина Чашка имаат една единствена цел – да се подобри квалитетот за живот на населението, рече денеска на пресконференција градоначалникот Горан Чопановски. Пановски нагласува дека во изминатите 12 месеци се работело во сите сфери на општественото живење. Подобрени биле условите за работа во училиштата Тодор Јанев, Петр Попарсов и Илирија. Со средства од европските институции извршена е комплетна реконструкција на железничките станици во населбата Чашка и во селото Богомила. Изработена и техничка документација за локален пат кон селото Бусулци. Забележавме огромен инфраструктурен напредок со асфалтирање на последната завршна фаза од 1700 метри од вкупно 12 километри на локалниот пат Манастир Мокрени, Теовски уши, кој ги поврзува селата Гавровник, Ораовдол и Мокрени. Бетонирани се вкупно 20 на улици во населба Чашка, Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште, Мелница, Извор и Богомила. Изработена е комплетна техничка документација за изградба на локален пат од село Нежилово до планинарскиот дом Чеплес, дел од проектот на Министерството за локална самоуправа и УНДП. 2016 година во соработка со локалната власт, своја канцеларија во Чашка отвори Агенцијата за вработување. Изградени се канали за одведување на отпадни води и во Долно Јаболчиште изграден е армиран бетонски мост, а завршена и реконструкцијата на мостот во селото Теово. Изработена е проектна документација за изградба на фекална канализација со претретман на отпадни води во населба Оморани. Маркирани и обележани се пешачки патеки низ планинскиот предел во Азот со цел популаризација на рекреативното и планинарското пешачење. Поставени се информативни табли во Попрадиште и Нежилово. По барање на локалните земјоделци, направени се канали за наводнување за нивните потреби. Исто така, во соработка со УСАИД, 8 земјоделски производители добија бесплатно систем капка по капка.
Во 2017 година, приоритетите на општината градоначалникот Пановски вели дека ќе бидат завршување на проектите, за кои веќе е завршено изготвувањето на техничката документација. Ќе се работи на реализација на проект за подобрување на водоснабдувањето во Горно и Долно Јаволчиште, како и реконструкција на улици и асфалтирање на низ патни правци, побарање на жителите, а во соработка со Министерството за труд и социјална политика и во општина Чашка ќе се отвори детска градинка, а ќе биде отворен и првиот фитнес центар на отворено. Се подготвува нов закон по европски терк. Ке се зајакнува позицијата на офицерите за заштита. Ке се формираат специјализирани компании кои ќе вршат услуги во насока на заштита на помали субјекти, што немаат капацитет во своите рамки, посочуваат надлежните од Дирекцијата за заштита на лични податоци. До крајот на оваа година ке се изготви нов закон за заштита на личните податоци. До крајот на оваа година Македонија треба да има нов закон за заштита на личните податоци. На овој начин надлежните сметаат дека ќе се придонесе за намалување на процентот на злоупотребата на личните податоци. Една од најголемите новини е што е со закон наложено етаблирање на функцијата офицер за заштита на личните податоци кај компаниите кои се контролори, односно иматели на базите на податоци. Се посветува големо внимание на етаблирањето на тој вид на професија, каде што ќе се инсистира на нивната независност во рамките кај нивните работодавци и исто така ќе се отвори можност за да се појават специјализирани компании за заштита на лични податоци кои ќе може да дават аутсорсинг услуги на помалите стопански субјекти кои немаат капацитети во своите рамки да оформат лице или служба за заштита на лични податоци. Трајковски вели дека интензивно се работи на разоткривање на случајот на злоупотреба на личните податоци на студенти од Машинскиот факултет. Дел од засегнатите студенти поднесоа барање за заштита на личните податоци, како што веќе информиравме, веднаш ги превзедовме сите мерки, спроведен е вонреден инспекцијски надзор кој е во завршна фаза. Меѓутоа, додека траеше надзорот, се она што е алатка на законот во дел на санирање на настанатите штети веќе е превземено по наши насоки од страна на Машинскиот факултет. Сега останува сите засегнати студенти да ги известиме со нашите наводи, понатака тие може да си барат одредени права во граѓанските постапки пред судовите во Република Македонија. Трајковски вели дека зголемен е трендот на злоупотреба на личните податоци и приватноста на социјалните мрежи. 80% од представките на адреса на дирекцијата се од граѓани за кражба на идентитет при креирање лажни профили или за хакирање на веќе постоечкиот Facebook. %95% од жителите на Тиквешијата редовно се снабдуваат со хигиенски исправна вода за пиење, додека кај 5% водоснабдувањето е преку локални селски водоводи, природни чешми и бунари. Во текот на 2016 година Центарот за јавно здравје Кавадарци изврши испитување на околу 600 метри кубни вода за пиење. Центарот за јавно здравје Кавадарци врши испитување на исправноста на водата за пиење како од градскиот водовод Лукар, така и на останатите водоводни објекти како локални селски водоводи, чешми и бунари во општините Кавадарци и Росоман. Во текот на 2016 година вкупно се испитани околу 600 мостри вода за пиење, од кои 400 се испитани од градскиот водовод Лукар и сите се како физичко-хемиски, така и бактериолошки исправни, односно водата е безбедна за пиење. Тоа значи дека градот Кавадарци, селата приклучени на градскиот водовод Лукар и селата со локален водовод каде се врши хлорирање на водата, редовно се снабдуваат со хигиенски исправна вода за пиење. Додека кај 5% или за 2142 жители, водоснабдувањето е ризично преку локалните селски водоводи, природните чешми и бунари. Од 150 мостри на вода земени од селските локални водоводи, само кај неколку се врши дезинфекција на водата, односно хлорирање. Истите покажуваат бактериолошка неисправност од 40 до 70%. Кај останатите 50 мостри земени од другите водоводни објекти, како природни чешми
корчми и бунари покажуваат најголем процент на бактериолошка неисправност од 80 до 90%. Препораката од Центарот за јавно здравје е да се изврши санација на сите локални селски водоводи и да се спроведе редовно хлорирање на водата за да се добие безбедна вода за пиење и кај тие 5% од населението во двете општини. Украдени се дел од кукичките кои изминатите денови беа поставени на неколку локации низ Кавадарци, а имаа за цел да ги заштитат бездомните животни за време на екстремно ниските температури.Оздруженијето за заштита на животните Анимо Рейно од Кавадарци упатија апел да не се крадат и уништуваат кукичките и дека ваквите акции не се на штета на граѓаните, туку напротив, тоа е за доброто на сите. Екстремно ниските температури кои ги имавме изминатите недели создадоа сериозни проблеми и за уличните животни, поради што активистите од Сдруженијето за заштита на животните Анимо Рейно од Кавадарци изработија кукички и ги поставија на неколку локации во градот каде што привремено беа згрижени овие животни. Истите тие кукички беа мета на одредени несовесни граѓани кои ги крадеа или уништуваа. Председателката на ова здружение, Ангела Лазова, вели дека ова е крајно безчувствителен начин на размислување и действување. Целиот нивни труд кој претходно го вложиле пропадна во вода и сега животните повторно се оставени сами на себе да преживуваат на поларните температури. Ова беше еден алтернативен привремен начин на кој што би можеле да им помогнеме и да, беше поттикната таа акција од нас, но само со помош на сограѓаните кои што ни донираа успеавме да ја реализираме, па затоа жално е да се види како сиот тој труд е заблуден. Нема кучичките веќе ги нема, останати се многу малци, имаше 10 на почеток. Сега немам точна информација, но мислам дека пола веќе ги нема. Зошто е тоа така? Не знам, имавме оставено број за контакт, имавме оставено надпис на кој што ги замолувавме граѓаните да бидат трпеливи, толерантни кон тоа, дека ова не е крајно решение, дека само привремено додека да поминат тие студени денови, на никој не му смета. На оваа акција предходеше хуманитарна акција за собирање на храна и материјали за изработка на куќичките. Предходно членовите на Сдруженијето изработиле десетина куќички од картон обложени со стиропор и најлон, а во внатрешноста послани со стара облека и кебиња и биле поставени низ улиците на Кавадарци. Сега половина од нив се украдени. Кога се прават вакви акции, тоа не е на штета на нив, напротив, мислам дека им помагаме и на самите граѓани, и со тоа што им помагаме на животните. Свесни сме дека има премногу улични куќиња, ние не сакаме да ги има на улиците, ние сакаме да им помогнеме и баш поради тоа сакаме да заедно да ја оствариме таа цел, да не ни одмагаат, за сите ќе биде подобро. Реакција за ваквиот несовесен чин изрази првиот човек на Кавадарци. Градоначалникот Александар Панов смета дека нашиот однос према животните е многу сличен и спрема луѓето. Патувам прво апел до родителите да си ги воспитаат нивните деца да изградат вистински личности, а не да изградат потенцијални убици и потенцијални луѓе кои што утре би се изживували и врз другите кои што се не јаки како нив. Мислам дека првично треба тие самите да се запрашаат дали е тоа добро што го прават нивните деца и да се обидат да сменат нешто кај тие деца. А исто така би сакал апел да дам и до овие дечките кои што се ентузијасти и кои што ги сакаат животните, да не се откажат од нивната намера. Стоам како локална самоуправа со тие финансии кои што ги располагаме. Од невладината Анимо Рейно велат дека заштитата и благосостојбата е законско право на животните, што подразбира дека тие мора да бидат третирани на начин кој е најсоодветен за нивните потреби, да не бидат изложени на глад и на жед, како и да бидат заштитени од болка, повреда или болест. Изложба за еврејското девојче Ана Франк, чиј дневник стана тотем на Холокаустот, споменик за 6 милиони убиени евреи, денеска беше поставена во просториите на Средното стручно општинско училиште Колен Делковски. Изложбата е отворена во Македонија во рамки на проектот Историја, повиест, лекции за денес, а организатори се Младински образовен форум и куќата на Ана Франк од Амстердам.
Патувачката изложба Ана Франк лекции за денес со 39 изложбени панели кои носат бројни детали од животот на малата Ана и незиното семејство во Втората светска војна беше поставена во Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски. Ана Франк била тинејџерка чие одбивање да биде скршена од стравот или очеот во лицето на најтемниот прогон е триумф на човештвото, белег на вистинска херојска душа. Целта на оваа изложба е да се запознаат младите со животот и делото на Ана Франк преку призмата на записите во незиниот дневник. Се трудиме да допреме до младите и да ги запознаеме со неколку општествено исклучително важни теми, како што се дискриминацијата, расизмот, антисемитизмот и воопшто борбата со предрасудите и стереотипите кои што ги имаме. За жал и се трудиме да им пренесеме една порака на младите дека не треба и не смеат да се судат само поради својот изглед, поради своето потекло или која и да е друга основа за дискриминација. Како дел од изложбата се и 7 панели кои се креирани посебно за македонскиот контекст во периодот по Втората светска војна до денес, изработени од домашните експерти Мишо Докмановиќи, Бесник и Мини. Она што ја прави оваа изложба поинаква е што водичи за посетителите се млади волонтери, средношколци кои поминале обука за да ја раскажат приказната на Ана Франк. Меѓуврсничката едукација дава многу повеќе резултати и многу поголем ефект постигнува и тоа е докажано и мислам дека на тој начин децата ќе можат дополнително да се запознаат со оние работи и предзнаења кои што ги имаат поврзани и за Холокаустот и за случувањата на обичниот човек во времето на нацизмот во Европа. Оваа патувачка изложба е од регионален карактер и освен во Македонија, таа се имплементира и во Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Организатори на истата се Младински образовен форум и куќата на Ана Франк од Амстердам. Изложбата ќе биде достапна за граѓаните до 3 февруари во просториите на Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски во Велес. Истекува рокот за обнова на документацијата за остварување на правата од областа на социјалната заштита. Наместо до 25 јануари крајниот рок за поднесување на ДДВ пријавите е до 1 февруари, информираат од Управата за јавни приходи. Ова се вестите од Македонија. Американската амбасада во Македонија денеска на Дирекцијата за заштита и спасување и предаде донација вредна $30,000. Истата се состои од материјално-технички средства и опрема со чија примена ќе се зголеми оперативната можност на дирекцијата. Самата помош се состои во материјално-технички средства и опрема и тоа околу 57 парчиња на водоотпорни одела за справување од поплави, исто така околу 55 пара водоотпорни гумени високи чизми и 25 заштитни маски со филтер, челни ламби со вградени батерии околу 40 парчиња и рефлектори за поплава околу 35 парчиња. Ова што денес се донира всушност произлегло како неопходни работи за дирекцијата со цел по успешно справување со кризи по поплавите во август минатата година во Скопско. Нашата цел е да им помогнеме на спасувачките екипи од ДЗС во нивната важна мисија да одговорат на предизвиците, предизвикани од поплави и други природни непогоди низ Македонија. Оваа наша соработка ќе продолжиме во иднина и ќе работиме на зајакнувањето на националните капацитети на Македонија за управување со кризи и справување со непогоди. Со новата донирана опрема, дирекцијата го дополнуваат целиот систем на заштита и спасување. Наместо до 25 јануари крајниот рок за поднесување на ДДВ пријави е до 1 февруари. Продолжен рок за поднесување има и кај годишните извештаи. Граѓаните сега за исполнување на оваа обврска како крајен рок го имаат 7 февруари годинава. Ова информација преку соопштение ја соопштија надлежните од Управата за јавни приходи. Оттаму појаснуваат дека продолжувањето е согласно Законот за даночна постапка во услови на масовно, а отежното поднесување на даночни пријави и извештаи преку системот е-даноци.
Денеска истекува рокот за обнова на документацијата за остварување на правата од областа на социјалната заштита. Сите досега кои тоа не го направиле да се обратат во најблиските центри за социјална заштита и да се пријават, апелираат од Министерството за труд и социјална политика. Со себе треба да носат лична карта и да дадат изјава за согласност за користење на нивните лични податоци во постапката за остварување на овие права. Сите други документи и институциите ќе ги прибават по службена должност од УЈП, Фондот на ПИОМ, Катастарот, од Агенцијата за вработување, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, МВР, Управата за водење матични книги и Народна банка на Република Македонија. До 31 март годинава ќе трае обновата на документацијата за детските права, односно посебниот додаток за дете, детски додаток и родителски додаток за трето и четврто дете. Лани право на родителски додаток за трето дете оствариле 23.246 корисници, а за четврто 814. Постапката за обнова на документацијата е започната на 19 декември 2016 година. Лани биле регистрирани околу 27.000 корисници на права од социјална заштита. Екстерното тестирање на матурантите почнува во понеделник. На оценувањето кое ќе се спроведе на 30 јануари ќе бидат опфатени околу 18.000 ученици, истото ќе трае до 3 февруари, а резултатите ќе бидат објавени 4 дена покасно. Матурантите ги добија предметите по кои ќе бидат екстерно оценувани, а распоредот за полагањето од денес е објавен на огласните табли во сите училишта. Од Државниот испитен центар соопштија дека се целосно подготвени да го спроведат процесот без никакви проблеми. Помалку од половина италијанци сакаат државата да остане во Европската унија, а на 2/3 обвинуваат дека унијата не помага за решавање на мигрантската криза, се вели во резултатите од анкетата на институтот Еурислес. Следуваат вестите од светот. Албанската влада планира да отпише 660 милиони евра. Овие средства се собрани од должниците, правни и физички лица, кои што имаат обврски од казни и затезни камати. За да се реализира овој план, владата ќе му предложи на парламентот изгласување на предлог закон за бришање на долгови. Албанските медиуми пренесуваат дека ова би било историско бришање на долгови. Аналитичарите пресметале дека 660 милиони евра се всушност 6% од бруто домашниот приход. Според владата, ова простување на долг има за цел да воспостави нови односи со бизнисот, поинакви од претходниот, и е со цел поддршка на Меѓународниот монетарен фонд, кој секогаш бил скептик за таквите иницијативи. Белгија, Велика Британија и Франција ги зајакнуваат мерките за борбата против тероризам. Трите земји постигнаа спогодба за создавање на работна група, која ќе има обврска да го имплементира планот за воведување на заеднички проверки на патниците на меѓународните возови. Во заедничката база на податоци најнапред ќе се проверува идентитетот на патниците кои патуваат на релација Брисел, Лондон, Амстердам. Европската унија веќе го воведе системот за складирање и обработка на податоци за патниците во авионите. Новата одлука на белгиските, француските и на британските власти е своевидно проширување на тој систем. Целта на проверките на патниците во возовите е зајакната мерка во борбата против тероризмот. Актуелната состојба во билатералните односи е темата на утрешниот телефонски разговор на која ќе разговараат рускиот претседател Владимир Путин со американскиот претседател Доналд Трамп, изјави денеска портпарол на Кремљ Димитри Песков. Тој додава дека малку веројатно е Путин и Трамп да дискутираат за целиот комплекс прашања што ги засегаат двете држави. Овој разговор ќе биде прв откако Трамп влезе во Белата куќа. Укинување на санкциите кон Русија претходно беа најавени од руските медиуми. Извори соопштија дека администрацијата на Трамп подготвува указ за укинување на санкциите кон Русија, напиша Фабрис Потје од аналитичкиот центар Atlantic Council на Твитер. Песков наведе дека не знае колку таквата анонимна информација одговара на реалноста.
Сончево со мала до умерена облачност имавме во текот на целиот ден, пропратено со слаб северен ветер. Максималната дневна температура достигна до 5 степен. Какво време не очекува во текот на викендот во продолжение од графичкиот приказ? Ова беше последната информација. Од мене пријатно.